Еве да почнам со чувството дека ова ми е прв пат да дискутирам на панел за женски права, родови права, како и да го крстите, а на кој што седат двајца мажи. Така што честитки, благодарност. Мислам дека дефиницијата на добро општество, ако си ја давам јас, ќе биде општество во кој се борам за туѓите права, за правата на оној другиот. Кај нас некако дозволивме сите да бидеме ставени во неколку калапчиња. Ако сум ром, ќе се борам за ромски права, ако сум жена, ќе се борам за женски права, ако сум невработена, ќе се борам за правата на невработените, ама оттаде зидот нема да гледам. Мислам дека секоја од овие групи има потреба да биде солидарна и има потреба да се бори заедно за едно општество во кое редот ќе биде поинаков од овој што го имаме сега. Ајде да почнам многу политички. Македонија мора да добие преодна влада која ќе ги организира следните избори. Ама, ова го кажувам, а не бегам од темата. Македонија меѓу останатите точки мора да добие друга влада, затоа што е срамота во 21 век да имаме една министерка. Никогаш во последниве 10 години, 15, тоа не ни се случило. Дури и кога тргнавме со мерките на воведување на квоти во собрание на локална самоуправа, цело време ни остануваше сива зона. До ден денеска не сме ја исправиле. Не мрдна Македонија ниту во еден момент од повеќе од 3 министерки во владата. И повторно се враќаме на истиот стереотип. Ке имаме многу со високо образование, ама шефот ќе биде маж. Ке имаме многу во научни институти, ама ректор, декан најчесто ќе биде маж. Тој тип на односи хиерархиски во општеството, не сакам да се лажеме, нема да се промени преку ноќ. Кога ќе погледнете и надвор од Македонија, дури кога ќе погледнете и во скандинавските земји, ќе видите дека и таму има проблем. Она што нас не хендикепира е што го гледаме проблемот и велиме, бе така е, наследство од Отоманската империја. Колку стотици години поминаа и ние се уште се вадиме на менталитетот. И тука апсолутно се согласувам. Една католичка Шпанија со огромен патриархален систем, лека полека ја кршеше граѓанскиот сектор и да бидеме искрени, ја кршеше левицата. И дојде во ситуација половината од министрите да бидат министерки. И дојде во ситуација абортусот да не се смета за прашање од кое ќе бегаат политичарите. Македонија се уште не е таму. Ама лека полека со оваа кампања на менување на вредности, во право е Драшко кога вика ќе почнеме да се плашиме да зборуваме на таа тема. Демек вие зборувате за убиство. Не, ние зборуваме за убиство на моралот. За убиство на моралот во кој некој ти пропишува како да живееш, со кого да живееш и на кој начин да носиш одлуки во животот. Сите статистики, сите искуства ни кажуваат многу јасна лекција. А тоа е дека најголемиот наталитет не се случува во конзервативните држави кои наметнуваат односи на подреденост. Напротив, наталитетот расте во Шведска. Наталитетот е голем во државите кои што обезбедија силна позиција на жената и кои што не ја тераат, туку и овозможуваат да има и семејство и повеќе деца. Проблемот кој го имавме кога дебатираме во собрание и кога дебатираме на телевизија, па дури и вака, е дека јазот помеѓу она што се бара од жената, Джана ни пропишале точки, и она што и се овозможува е преголем. Имаше една приказна или една реченица, ја прочитав одамна кога бев во Норвешкова, чисто дека не и таму се идеално, до ден денеска го памтам и до ден денеска го повторувам. Велеше вака: целата куќа мирисаше на штотуку испечени колачиња, беше безпрекорно чиста, децата беа спастрени, лекциите им беа завршени, домашното напишано, мажот беше многу среќен и задоволен, целата задача за работа завршена, кога дојде брзата помош да ја земе жената. Тој тип на општество е општество на несрекни мајки, несрекни и мажи и апсолутно несрекни деца.
И додека тоа го решаваме со реклами, нема да ни оди. Додека го решаваме со забрана за абортус, нема да ни оди. Но сите системи покажуваат дека има начин како тоа чекор по чекор да се менува. И јас ќе почнам од некои од прашањата. Бројките за невработеност и неактивност на жените се страшни. И ако ги погледнете неактивноста на жените во најактивните години, речиси 2:1 со мажите. Зошто? Заради тоа што треба да донесат одлука. Ќе одат на работа за 12.000 денари, кај ќе го остават детето? Ако платат жена да го чува, толку ќе отидат сите пари на плаќање на жената. Градинките, дури и процентот кој што беше спомнат, е само вака во воздух. Тоа ги опфаќа и оние деца кои што одат 1-2 часа во малите групи кои што ги направија позитивно. Е подобро и мала група отколку ништо. Инаку, процентот на деца кои што се сместени во градинка, добиваат предучилишно образование и овозможуваат на мајката на работи, не е повисок од 15%. И во таа смисла, сите други жени се дискриминирани, бидејќи се смета дека нивна е задачата. Затоа едно од клучните прашања кои што мора да ги отвориме е како брзо да ја промениме можноста да се згрижат децата. И при тоа да не биде чување на деца. Оти на децата им треба грижа, не им треба чување само. Во државните градинки знаете каква е состојбата. Особено во Скопје, бројот на деца во група со 2 негувателки е над 25. Какво образование, какво воспитување, каква грижа за децата. Затоа, она што ние го зборувавме при подготовка на платформата уште минатата година, е дека нашата цел мора да биде да обезбедиме сместување барем и грижа барем за 50% од сите деца во Македонија на возраст од 4 до 6 години пред да влезат во образовниот систем. А таа грижа да подразбира вистинско сместување, грижа во мали групи кои што се прифатливи за такво нешто. Но не е само тоа. Погледнете го текстилот. Единствената гранка заедно со кожарска индустрија за која што минималната плата важи, ама после неколку години. Најголемиот дел од вработените во текстилниот сектор се жени. Колку часа работат? Во колку смени работат? Дели од новите фабрики со минимална плата, истото прашање би го поставиле. Каде тие жени да ги остават своите деца? Ако не зборуваме за градинки во 2 смени, повторно ќе дискриминираме жените. И на крајот на криштата, право е, ако не го менуваме малку и семејството, промените во општеството ќе бидат невозможни. Според некои светски статистики, 11.000 милиарди американски долари е трудот неплатен на жените на земјинава топка. Не можам бројката, не знам кој, 11.000 милиарди. Тоа е се оние 4 часа за кои што зборувавте дома, и тоа е она што ја дискриминира жената да прави било што друго освен неопходниот минимум. Не можат да останат 1 саат подолго на работа за да станат утре раководител, директор, заради тоа што детето некој треба да го земе од градинка. Не можат да одат на партиски состанок и утре да станат советнички, пратенички, председателки, заради тоа што некој треба да го реши проблемот, задачите дома. И да бидам искрена, тука и партиите не сме многу за фалби. И сега ќе ви кажам лични искуства. Искуство број 1. Пред неколку години една наша пријателка, колешка, другарка го спомна прашањето кај да ги оставиме децата кога ќе идеме на состанок на уопштина. Се изнасмеа најголемиот дел, вклучително и некои жени. Не е тоа смешно прашање. Пример број 2. Пред повеќе од 10 години една пратеничка не можеше да си го внесе своето малолетно дете во собрание, бидејќи не ја дадоа службите. А при тоа собранието се подразбира дека треба да може да работи и до 6, и после 6, и во сабота, и во недела. И тогаш, мислам дека беше идејата на Каролина, не ја гледам, ама ќе ја спомнам, беше кажано дека треба да се размислува за мала група градинка во собранието за оние кои што ќе бидат 30 барем проценти жени. Се изнасмеа и додадоа па и да зборуваме за, како се вика, вежбална во собранието. И се тоа заврши на ниво на шега. 10 години подоцна, знаете кој е резултатот? Вежбална во собранието има, ама за градинка уште се срамиме да зборуваме. Се додека е така,
ќе имаме малку советнички, на минимумот законски, пратенички толку колку што мора и многу малку министерки или да не зборувам за градоначалници. Заради тоа, мислам дека треба да испраќаме постојано пораката. Квотите ја подобрија ситуацијата. Квотите нема да ни ја решат, да ни го решат целиот проблем. И заради тоа партиите, особено овие кои што се наоѓаат на левицата и граѓанските организации кои што работат на оваа тема, мора да почнат да ги нервираат сите останати и да го враќаат прашањето назад на дневен ред. Мислам дека има луѓе кои што сметаат дека е тоа апсолвирано, не е. Мислам дека има луѓе кои што велат тоа е луксус, не е. И се додека не сме гласни, нема да мрднеме од мртвата точка. Има многу прашања за кои што денеска сакавме и се договаравме да зборуваме, нема, се надевам низ прашањата ќе стигнеме, ама последното кое што сакав да го кажам е токму се однесува на нашата обврска како опозиција. Не само да ветиме промена на законот. Не само да ветиме, и ова е прашање за кое што не треба да има преговори, дека не може да има позитивна листа на Фондот за здравство без да се решава крупно прашање на жените. А тоа е правото на орална контрацепција која единствено може да ни го реши проблемот со преголем број на абортуси, сега веќе и нелегални. Мора да почнуваме да зборуваме за повторно промена на вредностите во една друга смисла. Каква е нашата улога, не само како жени, каква е нашата улога како свесни граѓани кои што знаат дека среќно општество е среќно општество на исполнети луѓе, мажи, жени подеднакво. Пред неколку години го променија законот за да со пари стимулираат многу деца. Сега пред неколку недели видовме кој е резултатот, но можевме и да го предвидиме. Истата мерка, со пари да стимулираш поголем наталитет, во Англија е пробана, ако не се лажам, 18-тиот век. Некој од нивните кралеви решил дека му требаат повеќе војници за војните и стимулирал раѓање на повеќе деца. И рекол, ќе ги наградувам со пари тие семејства. Еден англиски економист седнал и математички докажал дека резултатот нема да биде поголем наталитет, но ќе биде поголема сиромаштија. Математички. И во таа 18 вековна Англија со монарх и кралот знаел да рече пред фактите и боговите молчат. И се повлекол. Нашата влада не се повлече и податоците кои што излегоа пред неколку недели покажаа дека во Македонија е покачена сиромаштијата во семејствата со 3 или повеќе деца. Секој кој бил на терен знае зошто е тоа така. Ќе ви кажам мое лично искуство пред 2 години кога бевме во посета на Долнени. Разговарав со една млада жена, девојка, која што туку се породила со трето дете и која не може да го земе додатокот за трето дете, зошто? Заради тоа што немала 4 гинеколошки прегледи, затоа што дури и тие што ги направила немала документација и на крај детето дошло, ама владината помош не доаѓа. И тие се двојно излажани. Излажани се затоа што рекле еве ќе имаме помош, излажани се заради тоа што во најтешкиот момент помошта ја нема. И од тие причини мислам дека е клучно време за да почнеме да дискутираме за тоа на кој начин да им дадеме шанса на многуте жени и мажи што сакаат реално да имаат повеќе деца, ама секој ден велат не е времето. Оти породилното касни, оти условите се тешки затоа што не знаеме каде ни се движи оваа наша држава. Затоа од зборови на дела, од најави на конкретни политики кои што ќе им помогнат на држави, на жените. Ние како левица, ние како социјалдемократи сме оние кои што ќе мораме да покажеме дека прво и во својата партија, а потоа и во дебатите со граѓанскиот сектор сме спремни не само да навиваме, туку сме спремни и нешто конкретно да испорачаме. Ви благодарам.